Њујорк како инспирација, Тетово и сликите од него како предизвик да се создаде нешто што значи уметност, историја. Тетовските фотографи оставаат спомени на кои ќе им се присеќаваме низ годините. Пред се мислам дека е еден многу широк и многу сеопфатен медиум и би било многу сурово да го ограничиме или да го сакатиме така на релаксација, на дружење и на се. Пред се тоа е и се и релаксација и дружење, меѓутоа опфаќа и еден целовкупен начин на живот, што вклучува и релаксација и дружење и пред се живот. Фотографијата е живот за некој од нас, нели? Колку време се бавиш со фотографија? Што е она што најчесто е инспирација за твојот фотографски апарат? Веќе неколку години се бавам. Последно време почнав да изложувам во Шкрап, а фотографирам баш се онака што ќе ми се види интересно. Не сум ограничен само на пейзажи, само на портрети, се што е убаво, се што е примамливо за око, сакам да го сликнам. Уште од мало сум сакал да шкрапам, не како уметност, нели, нормално, али беше интересно тоа пред се другар ми Филип, што и сега него му е прва изложба. Бевме заедно на 1 мај на излет и така он имаше земено апаратче, па чекај ова, чекај тоа. Тоа беше љубов на прв поглед, дефинитивно. И од тогаш ме привлече тоа што сега го правам. Овие млади фотографи се вистинско задоволство за поискусните, прекалените. Покрај оние старите автори кои секоја година настапуваат од формирањето на клубот, овој пат не радува што имаме неколку млади автори кои навистина се покажа како надежни и со она што го изложија ветуваат дека со многу повеќе работа ќе можат навистина да достигнат убави резултати во фотоработата. Работат секаде и никаде, вели Андонов. Се собираат преку социјалните мрежи, се дружат на изложбите, но успесите не изостануваат. Ова годишна изложба всушност представува пресек на она што е работено во текот на целата година и она што е постигнато како резултат на изложбите во текот на годината. Може да со гордост да кажам дека оваа година беше доста успешна за нашите фотографии од Тетово, за сите овие што настапуваат на оваа изложба. Значи има учество земено на повеќе изложби и има добиено значајни награди. Драги Неделчевски на најголемата изложба во Македонија и од меѓународен карактер фотомедија освои ФИОП благодарница, односно плакета, а исто така јас на една изложба во Куманово, исто од ФИОП категорија, и освоив исто така пофалница. Овие другите млади автори и тие се застапени како на фотомедија, така на денови на македонска фотографија, со што се гледа дека и покрај тоа што работиме во навистина тешки услови, ама ете и на ваков начин на организирање може да се постигнат добри резултати. Каде работи фотогрупата Шкрап? Каде, секаде, никаде. Да, немаме своји простори, но ете работиме онлайн, што сега е тоа нели модерно, преку интернет, еве вака се гледаме од изложби на изложби, разменуваме мислења, сигурно Фејсбукот е тука доста присутен и така. Ова беше 9-тата изложба на фотоклубот Шкрап. Од пред 2 години работат како фотогрупа, но со несмален интензитет. Доаѓаат млади кои сакаат да творат. Традицијата на декемвриското представување на годишната работа ја продолжија и на крајот од оваа година.